50 ученици заедно со нивни професори од збратимениот град Шербур од Долна Нормандија, Франција, се во посета на Велес. Заедно со нивните врсници од градот ќе разменуваат искуства во рамки на третата училишна размена. Во рамки на 7-дневната посета на гостите од Франција предвидени се низа заеднички активности. Францускиот амбасадор во земјава Кристијан Тимоние им порача на младите да ја одржуваат соработката бидејќи тие се столбот на просперитет на Европа. Француската амбасада ќе продолжи да ги поддржува сите овие активности и ќе се обиде истите и да ги предлабочи. Затоа што нели така се гради утрешна Европа, каде што Македонија си го заслужува целосно своето место, каде што се споделуваат истите вредности. Францускиот амбасадор Тимоние и градоначалникот на Велес Чадиев на денешната средба ги разгледувале и можностите за продлабочување на соработката и во други области. Чадиев смета дека градовите, но и регионите можат успешно да реализираат проекти што се во насока на развој на економијата, јакнење на бизнисот и намалување на невработеноста. Ова е прва средба со господинот амбасадор, токму затоа реков дека се надевам дека нема да биде и последна. Следниот чекор ќе биде токму во тој правец. Јас како претседател на Вардарскиот регион со оглед дека има таму преструктурирање на регионите, сега се споени регионите, со преструктурирање на регионите се надевам дека преку коморите ќе успееме да најдеме контакт. Знаете дека веќе имавме на посета на Алзас со сегментот на винариите од регионот, поддржан исто така од француската амбасада. Во заедничките активности помеѓу младите од Велес и Франција во иднина најверојатно ќе се вклучат и средношколци од Новоград, Полска. Целта е да се стекнат искуства од повеќе земји, пред се во областа на образованието, но и за се она што е во интерес на младите луѓе.